Според последните истражувања, дури 50% од младите се неписмени, а огромен дел од студентите не знаат да ги користат буквите Д и Дж. Но Македонија е земја на демократија и се потситува волјата на мнозинството. А мнозинството не се трократни магистри од филолошки факултет, туку лути студенти кои излегоа на протест пред МОН. Да видиме. Така е, студио, ние се наоѓаме на најмасовните организирани протести уште од Париз 1968 година, каде што 50% од останатите млади во државава, што би било негде околу 20 луѓе протестираат тука. Да го слушнеме обраќањето на Звонко Жуговски. Може да се пишуваат и одвоено и споено. Под 2. Да влезе во правопис дека незнами и неписмени можат да се пишуваат и одвоено и споено. И под 5. Да се укинат епизодите Ц и Дж од бушавата азбука. Така е! 7. Емотиконите да се признаат како официјална азбука. И 9. Да се укине математика за тие што не им оди. Така е! 2 плюс 2 е 5. Пушете. Така е! Да запрашаме некои од присутните зошто протестираат. Звонко? Звонко? Вонко, од сега, само Вонко. За тоа се бориме да укинеме З и Дж. Зошто? Зошто? Кабе, зашо мнозинството така одлучи. Ние младите се бориме за тоа. Шо ке не? Така е. Шо ке не ако не знаеме да користиме? Баш кој користи З, бе, кај има З, кај има Дж? Дзит, дзивра, звонче, джам, джем, джемпер, джепчиште. Рековте дека нема да се тргнете од пред Министерството за образование со вашите барања? Па нема да се тргне, така? Нема бе, нема да се тргне. Тука сме денес, сутре сме тука и секој ден ќе бидеме до крајот на животот, ако треба, ќе го смениме ова Така. Имате една утка направена, ова е Министерство за земјоделство. Шо? Ова е Министерство за земјоделство, тоа. Да, бе. А, извини, за земјоделие, а кај е овој за образование? Лево. Ваму? Дечки, лево, слушај! Ваму! Инаку, повеќе магистри кои што во своето 100-годишно учење решија да ги зачуваат З и Дж, ќе отворат онлайн петиција за да се зачува З и Дж во македонската азбука. Моја грешка? Шо име, бе?